Нема подобрување на состојбите предизвикани со поплавите од Охридското езеро. Граѓаните живеат во страв. Езерото се изгледа на шеталиштето. Голем број граѓани веќе имаат сериозни штети. Колекторскиот систем е пред колапс. Пештани, калишта и делови од Охрид и Струга се под вода. Жителите мораат да ја прибируваат водата за пиење. Фекалиите се излеваат по улиците, се излеваат во езерото, се излеваат по Црн Дрим. Патот Охрид Светинаум е оштетен. Колку ситуацијата е сериозна говори и фактот што припадниците на армијата на Република Македонија се повикани на помош. А само пред 10 дена пратениците на ВМРО ДПМНЕ и господинот директор на Елем Чинковски не убедува дека состојбата е вообичаена, дека поплој воопшто и нема, дека состојбите се вообичаени кога се топат снеговите. Сега кога видат дека ѓаволот ја однесе шегата, истите тие што пред тоа не убедува дека состојбата е под контрола, сега станаа предводници на паниката. Кога видат дека Охридското езеро огромните бранови станаа секојдневие, дури сега им текна дека ќе ставале вреќи со песок за да го бранат Охрид од езерото, иако самите знаат дека вреќите не се решени. Веќе сега во Охридско-Струшкиот регион има сериозни штети. Прво, сменета е географијата на крајбрежниот појас, направена е сериозна ерозија на земјиштето, уништени се плажите, уништен и подкопан е патот кон Светинаум. Има прекин на пешачките патеки кон Хотел Парк. Второ, постои реална опасност од појава на заразни болести заради појавата на фекалии во езерото и по улиците на Охрид и Струга. Трето, езерските води остануваат без кислород, има се поголема концентрација на фосфор кој се влева од отпадните и фекалните води, кои непречистени се влеваат во езерото. Колку повеќе има фосфор, толку езерото изумира и толку тоа повеќе станува мочуриште. Четврто, материјалната штета секојдневно се зголемува. Има сериозни преливи на Глобочица и на Шпилје, секојдневно се губат сериозни средства од околу 65.000 евра дневно или на месечно ниво околу 2 милиони евра. Глобочица веќе цел месец се излева, а Шпилје повеќе од недела дена. Но сите овие загрижувачки податоци не се доволни за премиерот Груевски, кој видовме вчера се однесува по онаа народната село гори, баба се чешна. Груевски ја продолжи праксата да се појавува само на промоции кога треба да соопшти пријатни нешта. Цел месец жителите на Охрид и Струга се жртви на погрешните политики на АДЛМ, а премиерот се појави во Охрид само еднаш, и тоа навечер, во улога на, би рекол, илегалец, обкружен со своите сопартици. Груевски не само што не го разреши Чинковски, туку вчера се појави заедно со него на отварањето на новиот диспечерски центар на АДЛМ, наменет за прецизно планирање и регулација на термо и хидрокапацитетите на Република Македонија, што значи планирање и регулирање и на Охридското езеро. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Ајде што залудно фрлаат дополнителни 2,9 милиони евра за нов диспечерски центар во АДЛМ, иако таков со децении наназад постои во АД Мепсон, туку Груевски лично се става во заштита на најодговорното лице, а тој е директорот на Елем Чинковски, за катастрофата што го снајде Охридското езеро. Господине Груевски, граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Прво, дали катастрофата со Охридското езеро и неработењето на ХЕЦ Глобочица со полн капацитет во периодот октомври 2009 и јануари 2010 е директно поврзана со непотребно високиот увоз на скапа струја во режија на АДЛ. И второ, тоа ли е причината што Груевски го штити директорот на Елем Чинковски како главен реализатор на увозот на скапа струја што го има зацртано фамилијата?